ти нудиш на некој да не ти плати нешто, тоест нудиш бесплатно да работи за тебе. Како дека можеби ги искористуваме луѓето, меѓутоа не мораш секогаш да вратиш на провокација назад. И ја решив да одговорам на коментарите на луѓето. Идејата е колку е просекот колку ќе заработиш во 5 години, 10 години, не е колку ќе бидеш компензиран во првите неколку месеци. Пробуваме да најдеме дали 1 + 1 е 3. Next Gen Podcast. Како? Next Gen. Next Gen Podcast. Next Gen. Next Gen. Ова е 40-та епизода на Next Gen Podcast. Моето име е Георги Докузов. Се враќаме после две неделна пауза. Сите знаеме зошто. Оваа прилика ќе ја искористам како на нашите социјални мрежи, така и во нашата програма да изразам искрено сочувство до семејствата на страданите жртви во пожарот во Кочани. Искрено имав 2 недели за да се спремам и да размислам како би се обратил на таа тема, што би кажал, и сепак не беа доволни за некако доволно искрено да се произнесам каква нели тага и болка ни направи тој случај на сите и колку некако не помести од таа оска на која бевме наместени, и беше тешко, искрено и предизвикувачко да се најде начин како да се вратиме на темите и на разговорите кои ние ги правиме тука во Next Gen Podcast, но тука сме да продолжиме понатаму. Денес да ми помогне на тој чекор напред со мене е Петар Ниновски, сопственик на Brainster. Петар, здраво, како си? Здраво, живо. Супер сум. Микрофончето може само пред тебе вака за да се слуша. Можеш и ова вака? Супер. Добро, Георги, фала ти многу на покана. Ја би сакал да искористам оваа прилика да изразам сочувство за трагедијата што ни се случи во Кочани, нели. Наша обврска тука натаму е да пробаме да најдеме начин да помогнеме вакви работи да не се случуваат често, да немаме ден на жалост, недела на жалост неколку пати во годината. Така да. Апсолутно. Кога сме веќе кај тоа да се помогнеме, да бидеме солидарни, сам во оваа прилика да го поздравам Иван Ивановски, кој е голем пријател на овој подкаст од самиот старт, да ја поздравам иницијативата на Support Кочани. Првиот линк во дескрипција ќе одобие местото Support Кочани. Мислам дека е повеќе од потребно покажеме некоја солидарност на семејствата, на сите оние кои им треба. Мислам дека може стварно тоа да го направиме. Тука веќе не би продолжил на таа тема. Сега, Петар, искрено нешто што ме заинтригира многу за да те поканам, иако од претходно некако размислав дека треба да направиме некој разговор, беше една твоја објава на LinkedIn која предизвика бура на реакции, имено во насловот на објавата стоеше дека ти нудиш на некој да не ти плати нешто, тоест нудиш бесплатно да работи за тебе. Тоа предизвика некои контроверзи. Ајде да отвориме целата таа дискусија. Значи почнуваме со тешки прашања, брат. Да, значи Ѓорѓе вака, прво нели дали отприлика знаеш колкава е рейтот на плати, односно исплати за практиканска основа? Отприлика во последната година е помеѓу 15 и 20.000 динари, да. По закон мислам дека е 40% од плата првите 3 месеци, после тоа 100% од минимална плата. Сега ние за оваа работна позиција, односно за оваа интершип позиција понудивме 500 евра плюс понудивме нели one-on-one менторинг од моја страна, нешто што често го правев изминативе години. Меѓутоа, ако ја објавевме таа објава како нудиме пракса за 500 евра, немаше да биде толку. Ке имаше два типа на реакции. Едниот тип на реакции ќе бидат, не знам, 80% од луѓето ќе бидат рамнодушни на таа објава, бидејќи не е занлив на мене, нема ништо контроверзно во објавата и оние ќе си останат рамнодушни, и ќе има 10-20% претпоставуваме од луѓето кои нели ќе се најдат ќе го видат ова како можност и ќе им се допаѓа оваа вест. Меѓутоа не е доволно за да направиш вирална содржина. Значи овие две компоненти или две групи на луѓе не се доволни за да направиш вирална содржина. И токму заради тоа направивме почетокот на објавата, направивме малку поконтроверзни, насловот беше You don't need to pay me anything to work for me.
Меѓутоа првите две реченици беа такви, а надоле се објаснуваше нели кои се работните обврски, какво е менторството што го добива, исплатата од 500 евра месечно и така натаму и така натаму. Меѓутоа доволно беше почетокот за да има луѓе кои ќе бидат изфрустрирани во наводници или кои негативно ќе реагираат на таа објава. И можеме да ти покажам всушност како беше кога ја пишувавме таа објава. Може да пратам принтскрин да го испратиш ако не се чита. Значи, ова е првиот почетокот и ова е бла 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 понатаму. Во превод што и да пишеме понатаму во текстот ќе има 10-20% од луѓето кои ќе изреагираат негативно на оваа содржина, а тие негативни коментари пак ќе помогнат оваа вест да отиде вирално. Значи, не знам, недела 2-3 од кога ја објавивме оваа вест, околу 400 и нешто апликации. 400 апликации. Да, за позицијата, всушност работи за интершип позиција плюс менторство, а прентершип мислам дека немаме соодветен превод на македонски јазик, мислам дека најблиску е стажирање, што би требало да е слично на интершип, меѓутоа нели како го гледаме ние, интершип плюс менторство, нешто што сме го правеле, како што ти кажав, изминативе 10 години. Значи, ова вака започната вест ни донесе виралност и ни донесе многу апликации. Наредната недела се гледам со првите луѓе, наредни 2-3 недели ќе ги поминеме сите и се надеваме дека ќе најдеме соодветен кандидат. Сега мотивацијата за ваквиот тип на позиции во Brainster започнува негде од 2010 година, која јас тоа завршив факултет и обично факултетите тој период мислам дека се уште ти ја дава дипломата и ти викаат ај со среќа и ти се снаоѓаш нели да започнеш со кариера. Да, снаđи се преживи. И меѓутоа јас имав среќа да брзо се вработам и да најдам работа во една голема интернационална компанија, автомотив компанија, и имав среќа да имам добар ментор кој првите неколку години работеше многу блиску до мене и оние први 2-3 години од кариерата ми беа со експоненцијален раст, или јас барам така се чувствував бидејќи имав голем супорт од тој ментор, од тој човек. Бидејќи се уште бев близок со моите луѓе од факултет, со моите колеги од факултет и гледав дека прогресот мој заради таа можност да работам со некој, споредено со прогресот на другите луѓе, на другите колеги, не беше еднаков, се разликуваше. Си ветив дека ако имам шанса некогаш во живот, ја понатаму, ако имам моја компанија, ќе го правам исто. И во 2015 година почнавме со Brainster и 10 години подоцна имаме тим од 10, лидерски тим од 10 луѓе. Лидерски тим кој претходно никогаш не биле, ни еден од овие 10 луѓе не биле на лидерски позиции, а 6-7 од овие луѓе ова им е прва работна позиција. Значи пред неколку години за прв пат започнале работа кај нас, а сега се на лидерски позиции, само заради оној one-on-one менторинг, коучинг кој јас со неколку луѓе го имам. Ти лично 10 луѓе го спроведете овие 10 години? Овие мислам дека се помалце, се 7-8 луѓе, не го имам направено за сите овие 10 на лидерска позиција, меѓутоа 7-8 луѓе ги имам и лично работено со овие 7-8 луѓе имам лично работено во последните 4-5 години, сум вкуп цели 4-5 години ми се секоја година си имам по некој човек со кој работам. Претходниот со кој работе Вилијам го објавив на LinkedIn е човек кој веќе не му требам, веќе горе доле е рамо до рамо со мене во вештини, во способности. Си води големи иницијативи во Brainster, видов дека имам простор за нов интерн со кој работам, така да тоа беше можноста што ние гледавме како можност, некои луѓе ја гледаа како дека можеби ги искористуваме луѓето меѓутоа. И сега сакам да се навратиме на тоа, морам некако искрено јас се изфрустрирав малку од таа тема. Многу добро го почна воведот на моето прашање, одговорот. Колку се праксите кај нас? Тоа е вистина, нели да речеме од 200 до 350 евра, од 200 до 400 евра. Ти нудиш 500 евра, кои впрочем никој не ги виде бидејќи ги стави во заграда, нели највеќе се тумачеше, се прераскажуваше дека нудиш 0. И сега од друга страна во постот за да ги спровоцираш луѓето, нели најосетливи се кај нас на таа тема, водам милионерски бизнис, па зашто тука не даеш нели пола милион за тој другиот што треба тек да почне. Ајде да видиме сега, многу ме интересира твој размислување, ти си еден од најистакнатите предприемачи кај нас. Реално Brainster е еден од најпрепознатливите македонски продукти, тоа е мислам без фалби, без ништо, реално најистакнат.
еден од најистакнатите, се ширити на други пазари, успеси позади тебе и слично. Значи дефинитивно имаш што да пренесеш на некој. Колку заслужува да земе човек кој нема никакво искуство, значи реално нема никаква вредност не носи, го носи нели своето време и својата појава нели таму некако својот интелект и сличност, својот потенцијал во иднина го нуди и сега они беа добро, ама 500 е као малце и сега колку треба 1000 евра да зима. Не знам што размислуваат луѓето искрено, можеби јас не сум, можеби мене не ми е јасно, веројатно на некој имаше му јасно, ова само го давам како некоја тема го отворам. Сега ако почнува да учи и веќе има ти 1000 евра му нудиш, верувам дека ти можеш в компанијата работи слично, он автоматски ги има, не знам каде би одел после тоа. Во оваа држава и не знам колку плата зимаат луѓето. Значи со тоа веќе би бил покрен на секое поле. Значи би зимал релативно голема плата. Од друга страна и $500, 500 евра, како и да е, се доволни според мене за некој да почне. Не знам кои се очекувањата на луѓето. Што извади ти од коментарите некој или дали се фокусираш општо на тоа? Знаеш, што, значи... Не ми јасно од каде е таа фрустрација на луѓето и тоа очекување, тоа зборење за некој плати, што е малце нереално, мислам. Дека прво, не сум, мислам дека ова Чарли Мангар го има кажано, Чичко Чарли Мангар. Вика, не мораш да се активираш во насока на не мораш да вратиш не мораш секогаш да вратиш на провокација назад. И ја решив да одговорам на коментарите на луѓето кои има нели прашања, меѓутоа не беа насочени да навредат некој мене или било кој. На тие прашања одговарав, на другите не се чувствував поканато да одговарам, така да не ги читав негативните коментари, иако беа нели 10-15% од коментарите можеби да бидат негативни. Сега навистина не знам колку треба да бидат компензирани луѓето за пракса. Нашето чувство е дека 500 евра е добра практиканска плата, дополнително осем таа пракса луѓето добиваат многу менторство и сите други придобивки од работењето во Бренстер, како не знам приватно здравствено, како и други бенефиции што ги добиваат. Меѓутоа стварно не сум на позиција да коментирам колку луѓето колку е доволно за луѓето да бидат платени, меѓутоа јас се чувствувам комотен дека 500 евра практиканска плата е солидна плата за некој да го компензираш за времето поминато во организацијата. Особено до сега се покажало за сите овие луѓе кои имаат поминато низ ваква програма дека на краток рок 500 евра на долг рок со знаењето кое ќе го стекнат може нели идејата е колку е просекот колку ќе заработиш во 5 години или во 10 години, не колку ќе бидеш компензиран во првите неколку месеци. Тоа е моје размислување. Меѓутоа крај на ден не мислам дека 500 евра компензација за пракса е доволна за да нели според мене е доволно. Така. Дефинитивно ќе се согласиш со мене дека на LinkedIn има некоја доза и на токсичност што се појавува, што мене искрено ме изненади. Не знам од каде тоа потекнува, што мислам дека не е својствено за таа мрежа. Јас баш пишав еден пост, па и на мене имаше некои разни коментари. Као ти преска што кажа дека нели сите коментари кои се ускладени да не навредат никој, да се конструктивна дебата или да се развие дури и критика, верувам дека си повеќе од изграден човек што е спремен и критика да прифати и да се надоврзе на тоа, но она што влегува веќе во токсичност некако не беше својствено за таа мрежа. Знаеш, навистина не ги не забележувам. Не го гледам така. Од друга страна, па ако има 1, 2, 3 коментари кои се такви, не би го нарекол LinkedIn како токсичен канал или токсична мрежа. Мислам дека 95% од луѓето со кои јас на дневна основа комуницирам на социјалните медиуми со луѓе кои ги препознаваат работите кои ги правиме, кои се согласуваат или имаат аргументи за, против, меѓутоа не се токсични туку така навистина не ја гледам. Не гледам како токсично место. Не гледам ни дека мојот коментар, односно мојата објава на LinkedIn привлече
токсични луѓе, токсични коментари. Апсолутно има луѓе кои не се согласуваат со нашиот начин на работа и сосема го прифаќам тоа. Немам аргументи против тоа. Имам што барам, немам против тие луѓе, така да. Така. Тоа е тоа. Сега ќе те вратам назад, спомна дека твојата кариера и започнуваш во голема компанија, таму се сочуваш со ментори, тоа е твое прво работно искуство, како што спомна 2010-та, завршуваш со факултет. Ме интересира моментот, првото размислување за Brainster, каде види ти простор на пазарот, што е првото што го видиш, што те наведе да размислуваш за идеја за неформално образование, во тој момент нели тек почнува да станува актуелно. Brainster претпоставувам еден од првите неформални образовни центри кај нас. Каде ја види ти дупката, каде ја види можноста, шансата, која беше визијата, бидејќи те следам и знам дека не почнуваш работи туку така, дека малце подлабоко влегуваш, потемелно, што види ти за да се случи Brainster? Кога ми го поставуваат студенти ова прашање, чекаат одговор некој вау одговор, меѓутоа одговорот е многу обичен, многу едноставен. Тоа што кога започнувам некаква иницијатива, дали бизнис, дали некоја поголема иницијатива кај што треба малце подолго време да поминам, ако е бизнис, треба да очекувам дека во наредните 10, 15, 20 години идеално ако функционира компанијата би поминал подолго време со компанијата. Првата работа првото прашање што си го поставаме, дали сакам ова да го правам на долг рок, дали се гледам во индустријава со конкуренти, со клиенти, со добавувачи, во индустријава, со луѓе во индустријава, да го можам да го правам ова долго време, long term. Втора работа што се поставуваме е дали знам ова да го правам, дали ги имам соодветните вештини и карактеристики како човек, дали можам да направам тим на луѓе кои ќе одговорат на предизвиците кои ќе се појават, кои можеме да предизвиците кои предвидуваме дека ќе се појават со работењето на бизнисот. И третиот е оној практичниот дел, односно дали има потреба таков производ на пазар, дали total addressable market е тука, дали можеме да направиме бизнис од овој продукт или од овој сервис. И сега ако се одговориме на сите прашања, да, најверојатно има бизнис. Ако не знам, ако се запрашаме што сакаме да правиме, на пример јас сакам да возам мотор, меѓутоа дали има бизнис во тоа, би возел мотор без пари до крајот на животот, така, не треба никој да ме плаќа за да правам тоа, меѓутоа нема пазар за овој бизнис. Меѓутоа јас сакам да правам едукација, сакам да работам во едукација, дури да не земам плата за тоа, до крај на животот би работел со луѓе, особено со млади. Знам ова да го правам, луѓето кои се околу мене во организацијата, луѓето кои ги познавам, знаат да го работат овој бизнис. Од друга страна, имаше во 2015 година кога почнувавме во делот на потреба на пазар, имаше, ако се сеќавате вие, во голема разлика помеѓу supply and demand, помеѓу понуда и побарувачка на кадри. Тоа што има в 14 години, не? Да. Во 2013 година почнав да размислувам на овој бизнис и 2013 година, не ме држи за збор. И имаше неколку индикатори кои ги следев, например еден од индикаторите дека потребата од knowledge workers, тие се, не знам, дизајнери, програмери, маркетери, ова вие што го работите, расте со 1000-2000% година за година. Формалното и неформалното образование расте со 20-30-50% година за година. Очигледно е дека ќе треба да се создаде сервис кој ќе треба да го надополни тој јаз во понуда и побарувачка на кадри во случајот, и одлучивме да започнеме со Brainster. Буквално емпириски можеше да се докаже, многу едноставно, многу чудно, дури за многу беше чудно тој период како луѓето не го гледаат овој тренд, ова можност за бизнис. Од 2013 година, како што ви кажав, почнав да размислувам на оваа идеја, меѓутоа добра плата, сигурна работа, ме задржа уште 2 години на работа до моментот дека нели одлучив all in да отидам во бизнисот, така да тоа од 2015 година со Brainster. Другите бизниси кои ги размислуваме, освен овие неколку прашања кои си ги поставуваме, пробуваме да размислиме како новиот бизнис што го започнуваме, новата иницијатива,
како ќе се направи alignment, односно ќе се усклади со другите бизниси. Пробуваме да најдеме дали 1+1 е 3. Симбиоза. Да. Ако 1+1 е 3, како во нашиот случај, не знам, Brainster Next, NU, академиите за средношколци, 1+1+1 е 5 во нашиот случај, не е 3, бидејќи можеме да искористиме economy of scale, можеме да искористиме исти ресурси со различни компании, го знаеме бизнисот, луѓето кои завршуваат на NU, подоцна продолжуваат на Next, луѓето завршуваат на Next, после неколку години ќе дојдат на академиите, така да 10 години се ознали. Да, така да гледаме како за новите бизниси, за новите иницијативи гледаме дали нова иницијатива ќе придонесе на другите иницијативи, дали можеме да го искористиме тој да е economy of scale или што се вика, така да. Ме интересира само да те навратам моментот кога решаваш сепак да напуштиш и да влезеш во бизнис водите all in. Доста интересен момент е со сите мои гости, бидејќи 99% од тие кои седа на оваа столче, кај што седиш ти, беа предприемачи. Ме интересира тој момент. Како би можел да му кажеш некој, нели, многу е често тоа мислење, тие несигурности, па имам сигурна плата и слично. Што е тоа кај тебе, што е она кај ја прели чашата и излезе од, нели, out of the box и влезе во, предпоставам дека не беше се сјајно од почеток. Не, апсолутно. Правејќи бизнис со држава, може да замислиме сите, нели? Па да речеме, јас ќе се прво на тоа ќе одговорам. Правејќи бизнис со државата, ја го гледам само како нели, полесно е да се направи бизнис во држава отколку во другите поразвиени држави, затоа што доста работи нема, па со бизнис може да се решат одредени проблеми. Така да отварање, започнување бизнис во држава во кај нас е нешто што според за нас до сега било добро. Значи сме го гледале како предност дека сме започнувале тука бизнис. Меѓутоа нема да ве лажам дека беше едноставно одлуката, нели, од добра плата, затоа што па мојот бекграунд е дека потекнам од ептен сиромашно семејство, па добра работа, некако не ми се враќаше пак на почеток, пак на нула, меѓутоа нели имав неколку обиди да напуштам работа, секогаш имав и причини зашто треба да останам на работа и ја направив една одлука која пак не беше толку предприемачка, беше малце по сейф, имав неколку компании за кои работев како консултант, ја напуштив фултајм работа, меѓутоа продолжив консултантските услуги за започнам со бизнис и веќе при крајот на првата година се гледаше дека ова со Brainster ќе функционира и да бидам искрен некако на сигурно влегов со Brainster. Не беше толку несигурно на почеток. Таа е реалната приказна. Интересира твое мислење на една тема. Со доста гости сум ја отворил тука. Предприемач се раѓа или се станува? Ти преска се надоврза на тоа, имав сейф одлука. Јас исто така она што повуци потегни беше дали да пробаш, дали нешто, како има луѓе на пример што сум ги запознал што носат предприемнички одлуки многу експресно, многу all-in, многу брзо и експресно, нели времето често предприемништвото е доста значаен фактор да знаеш да бидеш експедитивен, брз. Ме интересира тоа тема, имаше различни размислувања. Предприемач се станува, јас мојот одговор се станува или се раѓа. Мојот одговор некако и во овие 40 епизоди, зборувајќи со поискусни луѓе од мене со поуспешни, заклучив дека всушност предприемач се станува и дека нема многу карактеристики што можеш да ги пренесеш од претходно, дека треба, нели, да бидеш спремен да се кршиш и да се градиш од ново, некако така го си најдов одговор на тоа прашање. Ме интересира ти како размислуваш. Ја го делам истото мислење со тебе. Има една книга се вика Mindset, каде што зборува за growth mindset, fixed mindset. Не знам дали си е Керол Дроули, како се викаше. Многу добра книга, многу добар автор. Ја препрочитав уште еднаш книгата од добар наслов. Да, од кога добив деца и збори за две состојби, едното е fixed mindset, едното е growth mindset. Growth mindset се луѓето кои сметаат за себе дека може да се прилагодуваат на различните ситуации, дека во текот дека не се раѓаш со одредени карактеристики, туку и вештините карактеристиките во текот на животот ги развиваш и дека да речеме луѓето кои имаат fixed mindset обично за ако направат некоја грешка или ако не им успее нешто да направат или ако не успеат да најдат
да не добра работа. Обично обвинуваат општество, обвинуваат држава, обвинуваат луѓе околу нив, да не немале среќа или така натаму. Меѓутоа луѓето кои го имаат оној growth mindset, веруваат дека ќе се случи грешка, моја е вината, да најдам начин како да ја решам ова грешка, како да решам оваа ситуација, да знам на начин како да се подобрам. Ми пропаднал бизнис и ги наоѓам да може да овие работи да ги знаев, најверојатно ќе функционираше бизнисот. Дај да ги научам за да бидам поспремен наредниот пат. Така да дефинитивно предприемач се создава и од друга страна знаеш што имам среќа што многу рано во животот сватив дека не сум особено талентиран или надпросечно интелигентен или не сум подобар од останатите во други работи. Мора да правам систем. И сватив дека единствено решение е да ги outwork and outlearn луѓето околу мене. Значи да учам повеќе, да работам повеќе од луѓето околу мене за да успеам на многу долг рок. Така да 10 години подоцна не е мојата интелигенција тоа што ме донело до тука, туку сатите инвестирани во учење, во работа низ годините, така да претпоставувам тоа што ми има донесено до тука. Не гледам дека имам некои особени, навистина не се правам скромен, не гледам дека имам некои посебни таленти за одредени работи. Бидејќи сега луѓето би кажале да ти го поставив тоа прашање, во смисла луѓето би сега ако се отвори твојот LinkedIn профил, биографијата на фирмите кои ги водиш, парите кои ги заработуваат тие фирми, потезите како ги носите сега, се ширите на други пазари, први направивте колеж тука, вау, би рекол некој Петар, тоа е како нели вонсериски човек и слично, многу е убаво и многу е мислам според мене инспирирачки за некој кој се мисли за некои работи да ги почне или слично, многу е добро да слушне од некој успешен човек како тебе дека и ти си се мислил и ти си имал некои нејасни работи во главата кои си настојувал со некој начин на размислување да се потикнеш, да излезеш од тоа, понатаму да го скалираш и да си денес кај што си. Мислам дека е многу убаво тоа да се слушне. Сега ти исто така збориш и за уште една интересна тема, сам да ја зборам, мислам се надоврзано за контраинтуитивни одлуки. Не да го образложиме тој термин. Често зборуваме за тоа. Многу размислувам на оваа тема. И гледај, знаеш што е реалноста пак да луѓето кои се предприемачи или барем за мене да се бидам малце по-скромен или по-реален за што правиме во текот на една година. Реалноста е дека не знам, ако еден предприемач носи 100 одлуки во текот на годината, мислам дека е многу, ама еве да речеме или 50 одлуки во текот на годината. Само една или две од тие одлуки се оние одлуки кои навистина прават разлика помеѓу твојата компанија и останатите компании. 99% или 95% од одлуките што ги донесеш ти како предприемач и конкурентите ќе бидат исти. Така нема да има разлика помеѓу. Ако треба да се одбере помеѓу опција А и опција Б, сите ќе одбереме опција А или сите ќе одбереме опција Б. Меѓутоа разликата е во ние една-две одлуки во текот на годината, оние контраинтуитивни одлуки што изгледа дека треба да се донесе опција А, да речеме да го упростиме концептов, сите носат опција А, ти носиш опција Б како предприемач или како компанија, опцијата Б е добрата одлука. Така тука се прави разликата. И така низ годините, да речеме во текот на 10 години не сум сигурен дека имам донесено повеќе од 10-15 вакви одлуки, меѓутоа се доволни за да се направи оваа разлика помеѓу нас и останатите. Можеме да ти кажам неколку примери за вакви одлуки. Да речеме во 2021 година оној supply and demand тензија помеѓу понуда и поручка на кадри дополнително се зголемува ради COVID. И бизнисот на Brainster таа година имаше огромен раст. Меѓутоа наместо како сите останати се фокусираме само на тој бизнис, ние решаваме во 2021 година дел од ресурсите да ги насочиме на нешто ново и тоаш го започнавме факултетот. Се уште неколку години подоцна ниедна од другиве конкуренти кои беа во неформално образование не е донесла таа одлука. Се уште сме сами на тој пазар. Дополнително таа година донесовме уште една голема контраинтуитивна одлука
која бенефитите од таа одлука дури неколку години подоцна ги гледаме дека е вистинската одлука. А тоа направивме истражување во 2021 година пред да започнуваме со Brainstar Next, дека луѓето во Македонија, односно довербата во приватните високообразовни установи беше многу ниска. Предпоставувам, свесни сте за тоа. Предпоставуваме дека поради неколку лоши чинители наративот за приватните факултети беше прилично низак. И ние бевме свесни за тоа. Ако ги погледнеме другите европски земји и земјите околу нас, сегде приватните факултети се многу подобри од државните факултети. Во Македонија ситуацијата беше различна, беше сосема различна. И затоа ние одлучивме за да можеме ние да ја вратиме до вербата. Нели започнуваш со бизнис и замисли започнуваш со хендикеп. Започна утакмицата со 0-1, така губиш 0-1, затоа што не започнуваш на пазар кој на пазар кој нели како образовна установа уште не си почната, има ради другите чинители има негативно мислење за таа индустрија. И затоа решивме да започнеме со Study Now, Pay Later, односно Study Now, Pay After Employment, со една програма која во Македонија апсолутно сме единствени, на Балканов се уште сме единствени. Ако побараме во Европа, не сум сигурен дека има. Да, беше една од тие контраинтуитивни одлуки. Таа беше една од контраинтуитивни одлуки. Знаеш зашто беше таа контраинтуитивна одлука? Тоест зашто ја направивме? Прво ја направивме за да можеме да ја зголемиме довербата кај средношколците и кај родителите на средношколците. Нашето ветување беше дека средношколците нема да плаќаат ништо додека студираат и ќе почнат да плаќаат на рати од кога ќе се вработат и ќе плаќаат на 5 години на 60 рати. Понатаму низ годините. Неколку години подоцна, првата генерација на студенти на факултетот ни завршува, скоро сите се вработени, скоро сите ќе почнат од септември натаму да ни плаќаат назад. Затоа издвоивме 1,6-1,7 милиони евра за да можеме ние како компанија за да можеме да го Вие го држите тој терет. Ние го држиме тој терет. 3 години. 3 години и дополнително што наредни неколку години затоа што треба поминат неколку генерации додека почне таа одлука скроз контраинтуитивно. Да има смисла. Дури мене ми беше ова тешко со лидерите кај мене во организација ова одлука да помене затоа што не е логична бизнис одлука. Меѓутоа на долг рок неколку години подоцна од 1500-600, не знам колку, на 2000 нешто, значи секоја година се зголемува бројот на студенти, односно средношколци кои се заинтересирани, бројот на апликанти за довршите селекција строга. Правиме селекција. Оваа година ќе запишуваме само 125 студенти, уште 2-3 години ќе ги држиме таргетите, односно наредната година би требало да идеме негде на 200 или 250, дури после неколку години ќе започнеме да запишуваме, ќе почнеме со поголеми квоти, меѓутоа сега за сега ги држиме лимитирани квотите. Ме интересира, претпоставам, тоа е сигурно сум тоа е поради одржување на квалитетот. Ме интересира какво мислење има ова формалното образование и тој цел формален сектор на ова што го правите? Ај во почетокот, ајде и сега да речеме после генерација. Знаете како започна Brainstar Next приказнава во 2021 година. Пробавме да разговараме со неколку факултети, со неколку државни, еден приватен факултет, за да пробаме на некој начин да го пренесеме ова што го правиме во Brainstar. Начинот, методологијата на работа, принципите на работа, да ги пренесеме во формалното образование, бидејќи функционира, бидејќи дава резултат. На крај на тој образовен процес имавме готов производ, односно студент со одредени карактеристики, вештини кои може подоцна да се вработи. Меѓутоа имаме голема среќа што таа година никој не послуша дека тоа треба да го правиме. Бевме дури отворени да го дадеме како концепт, да го подариме како концепт. Меѓутоа
Претпоставам беше и ковид година каде што сите беа малку предпазливи со носење на големи одлуки, па никој не послуша. Тоа имаме голема среќа, па решивме ние да започнеме тоа да го правиме, бидејќи тогаш просечна возраст на студент кај нас на Бренстер беше 29 години. Сега е 27 за прика 5 години. 29 години. Најтоа беше најчестата приказна, завршува факултет, поминува неколку години, натаму наваму во празно се бара, пробува да најде кариера и доаѓа на 29 години, се запишува кај нас на академија и понатаму продолжува со кариера. Меѓутоа, замислете во годините каде што можеме да бидеме најпродуктивни како млади луѓе, вие сте сега на тие години, значи помеѓу 20 и 30 години според мене се годините каде што можеме да одлучиме да се посветиме со 80% од времето на кариера, на учење, на работа. И сега јас на 37-8 години, колку имам, со 2 деца дома, ти на 24-25, колку имаш така? 24. Сега јас и ти да започнеме бизнис во една иста индустрија, нема шанси да бидам подобар од тебе, бидејќи ти го имаш целото слободно време пред себе да можеш да се посветиш 100% од времето. Јас веќе тоа 100% од времето го немам. И затоа за нас беше многу жалосно да гледаме дека на 29 години доаѓаат луѓе кај нас за да се реедуцира, за започнат со кариера. Трошеле време управо. Што треба да направиме ние за да вратиме таа бројка, да речеме на 27, 22, 18, идеално 18 години, затоа решивме да започнеме со Brainstorm Next. Така. Значи слухот кај институциите беше слаб за да применат нешто од тоа вие што го правите. И сега интересно што една тема што може да се збори со тебе, веќе Brainstorm постои 10 години. Компанија, ти си лидер на исто така голем лидерски тим. Ме интересира како наоѓаш простор да растеш внатре во својата компанија. Како ги гледаш тие работи што те носат напред, како гледаш да се подобруваш во одредени сфери и слично. Како растеш внатре во компанијата? Значи, што правам јас за да станувам подобар е се уште посветувам многу време за учење. Мене распоредот од прилика ми е бидејќи легнувам со едната керка, па додека заспивам и јас, така да веќе во 9 сум заспан, па 6-7 сати подоцна спиење околу 3-3,5. Успевам да станам, меѓутоа се будам природно, бидејќи веќе сум поминал. Не е на TikTok хасл. Веќе сум поминал 7 сати спиење, не можам значи не. Ки извадимо тоа шорт, треба 3,5 да се стане. Не, апсолутно, на кој како му одговара. Да, поради други обврски на кои треба да се прилагодам јас дома, малце си го сменив начинот на функционирање, па од друга страна кога се разбудам, бидејќи со една керка, како што ви кажав, спијам во иста соба, не можам многу што да правам, освен да седнам да работам или да учам, и ги посветувам првите 2-3 сати од денот на читање, на учење, кога сум најсвеж и кога сум без други дополнителни обврски. Не можам да имам состаноци, не можам да се слушам со луѓе, не можам да правам ништо, освен да отворам компјутер и да почнам да работам. Постојано што во овие 10 години период на учење, не си се соочил ли со период кај што си премногу заглавен од сите други напливи на работа? Да, апсолутно, да. Кај што немаш простор за тој гроу. Апсолутно. Сигурно многу битен претпоставам. Да, апсолутно. Има такви периоди, гледај. Има периоди каде што треба 100% од времето да го посветиш на оперативни работи. И претпоставам сега сум на граница на таков период каде што почнав и доста да патувам ради други бизнис прилики, почнувам доста да патувам, така да претпоставам сега сум во овој период кај што треба 100% од моето време да го фокусирам на операции, на активности, на работа, па немам многу време за self development или за учење, меѓутоа од друга страна па после одредено време мене ми недостасува тој дел да читам, да учам и се враќам, природно ми доаѓа да се вратам на таа тој growth mindset. На учење, на работа. Од друга страна си правам некои финти, некои хакови. Претходната година почнав да организирам вечера за предприемачи, каде што
од време на време се гледаме. Тоа се добри хакови. Да, се гледаме со неколку предприемачи, 10 на 13 предприемачи. Пробувам да ги одберам луѓето кои се подобри од мене и да седнам со нив на таа вечера и обично на таа вечера доаѓаме со проблеми со кои се соочуваме, и ги споделуваме работите со овие луѓе и пробуваме да добиеме одговор од нив. Сега нели има многу голем развој во делот на вештачка интелигенција, па направивме една група на луѓе, AI Support Group, сега почесто се гледаме на 2 недели. AI Support Group е група на луѓе, нека искоментираат луѓето кои се во делот ова AI Support Group. Не знам дали се комотно да им кажам кои се, меѓутоа неколку врвни имиња во делот на вештачка интелигенција од Македонија, каде што се среќаваме и си решаваме одредени предизвици со кои се соочуваме, така да тоа е начинот на кој пробувам да се едуцирам. Од друга страна многу ми помага делот на one-on-one солидерите. Се уште правам one-on-one на секои 2 недели со сите лидери, каде што времето на тие one-on-one средбини ни се фокусирани на ги викаме past and future. Past and што ни се случува, репортирање, future половина од состанокот ни е за некои идни одлуки, за учење едни од други, брейнсторминг. Меѓутоа да речеме, замислете го моментот на пробувам на овие средби да ги подучам нешто лидерите на нашата организација и во моментот на кога се подготвувам за да ги подучам, погодата кој најмногу учи. Јас најмногу учам, така да и ова е уште еден хак како нели се ставам во средина за постојано да учам. Меѓутоа глед, не можеш тоа постојано да го правиш, ама не смееш ни многу долго време без тоа, затоа што ќе имам млади луѓе кои се жедни, кои се активни како вас, што не смееме да се оставам долго време без да работам на себе. А ти се случи до тој момент, ме интересува кога се приватно, каде што си бејќи јас приватно. Никој нема да слушне. Да. Тој момент на кај што си онака премногу без капаче, ќе треба да остане. Да, или ќе земи нова. Не. На моментот кај што си, премногу информации, ма јас се најдов негде во тој момент кај што почнавме нагло и со подкаст со се, јас пробам да соберам содржина од милион подкасти, по друга страна влијание, знаеш, и некој ми каже вака треба, така треба, а ти ја имам изгледано 1000 пати поише и ми ствара конфузија тоа кај што едукацијата што сум ја гледал и што пробувам да ја абсорбирам, да ја применам и тоа каде сум јас и тука некој Глед, има разлика помеѓу знаење и информација. И ние треба да ни се развија таа способност со тек на време што е информација, која информација можеме што е знаење. Значи информација маскирана како знаење. Да речеме подкасти и такви работи, после одреден период, претпоставам сега што го кажуваш тоа си во таа фаза, после одреден период веќе повеќе се entertainment, не се толку за знаење. Одреден период можеш да учиш од подкасти. После одреден период веќе престануваш да учиш, за да можеш да продолжиш со growth, со раст. После овој период претпоставам каде треба други начини на учење. Да речеме, не знам, читање на академски трудови, читање на книги, размислување на одредени теории, поврзување на неколку различни теории за да создадеш ново знаење. Постојам после одредено време доаѓаат овие книги, овие канали, ресурси за учење. И многу интересна работа. Речеме, почнав да го читам пред неколку години Питер Дракер, не знам дали се го читал. Значи он активен беше до 80-90 години, мислете збори за лидершип, за менеджмент тие години. Според мене од 90-та година навака се нема ново знаење создадено на тема лидершип и на тема менеджмент. И за прв пат неговите книги почнав да ги читам во 2015 година, 2016 година. И ми нема смисла. Навистина ми нема смисла. Имаше една книга Effective Executive, која прочитав тоа, што ми немаше смисла. Затоа што тоа време јас барав тактики, барав брзо да решам одредени проблеми. Да, барав дај ми 10 начини како да
не знам, да го позиционирам бизнисот во X, така. То и ги бараш тие да ми ги тие 10 хакови, така, да. Меѓутоа после некое време во вие што го кажувате сега дека тие работи се веќе не учиш од тие 10 хакови, 10 тактики, од тие не знам содржини на блогови и почнеш малце да ги подлабоко да се нурнуваш во тие теории. Неколку години подосна, поново ги читам овие книги, веќе ми имаат смисла, бидејќи претпоставам сум на позиција кај што можам да ги разберам тие книги и да ги претворам во знаење. Имаме неколку книги кои со луѓе на лидерските позиции ги имаме буквално поминато one on one, глава по глава, ги имаме разговарано, имаме книги на кои се повикуваме постојано, веќе така да тие претпоставам сега теории сега за сега мене ми помагаат да се развивам понатаму. А се уште гледам подкасти, се уште меѓутоа поише за ентертејмент ги гледам и поише да сватам каде е моментално индустријата, да се информирам, отколку да аквизирам знаење, да. Како вести. Сега ме интересува, спомна AI, дека си AI ентузијаст. Ајде таа тема да ја отвориме. Како изгледа тоа, што се случува? Пред 5-6 месеци беше цело време прашањето дали ќе не замена тоа, она, па сега и тоа некако прашање некако ми обледе. Кое е прашањето што треба да се постигне на тема AI моментално? Што мислиш? Кога размислувам на нови трендови, пробувам да разгледам, да размислам, да направам unbundle на слични вакви трендови кои се појавиле во минатото. Така, да речеме, сега сме некој да кажеме AI трансформација, така да ако се вратиме назад 25-30 години, не мора многу назад, околу 2000 година, нешто пред се појавува интернет, така наредните 10 години интернет трансформација, 2007-2008 се јавува мобайл social медија, а после се појавува клауд околу 2010 година, 2013-2014 година почнува на дигитална трансформација, што кажуваме. Голем wave, голем бран кој направи многу промени, големи промени исто како што направи интернетот во 2000-те години. Ние со Brainster го искористивме тој бран во 2015 година. Многу лесно се гледаше дека потребата од knowledge workers во иднина ќе се зголемува, експоненцијално ќе се зголемува. Сега сме 2025 година и сега таа AI трансформација. Сакале или некеле, AI ќе станува дел од нашето секојдневие на работа и приватно. Во секоја ваква голема технолошка трансформација има луѓе кои се оние early adopters, ги знаеме, така да кои најрано ќе почнат да истражуваат можности како да ги искористат тие во новите технологии во нивна полза. Тие се многу мал процент од луѓето, 10-20% од луѓето. Би требало да бидеме тие 10-20% од луѓето. Ги имаме 70-80% од луѓето или 60-70% од луѓето кои се majority, каде што ќе се приклучат неколку години подоцна на тој бран и има луѓе кои нема да се приклучат на тој бран воопшто и ќе останат такви луѓе. Теоретиче на заговор. И во ова ја гледам како огромна трансформација, ја гледам ние како организација дека треба да технолошка трансформација каде што образованието ќе има огромна улога, бидејќи ќе треба да едуцира огромен буквално армија на луѓе кои ќе ги знаат овие вештини за да може понатаму да придонесат на компаниите, да започнат бизниси, да стекнат вештини со кои ќе може да се вработат, нели овие вештини за AI. Од друга страна, као ниво на држава гледам дека се наоѓаме во ретка, уникатна позиција каде што ако донесеме конкретни и добри одлуки, стратешки одлуки на ниво на држава да почнеме да помагаме на компаниите да ја направат таа AI трансформација, да почнеме да помагаме на луѓето да се обучат во делот на AI, можеме да се позиционираме како држава рамо до рамо со развиените земји, бидејќи нема многу држави кои се многу поискусни од нас, затоа што најголемите промени во AI се случуваат претходните 2 години. Значи најразвиената, најнапредната земја е 2 години понапред од нас. Така буквално денеска е ден 0 или ден 1, иако ние како држава направиме
храбра одлука да инвестираме во вештачка интелигенција. Мислам дека ќе се поставиме ќе бидеме на доста поволна позиција. Меѓутоа, дури како индивидуалци, ако го гледаме, ако ние како луѓе посветиме дел од нашето време да се образуваме во делот на AI, ќе се позиционираме така за во еднината да можат нашите вештини да бидат многу вреднувани. Исто да се случуваше во 2015 година. Замисли во 2015 година луѓето почнаа тоа да стануваат програмери, дизајнери, маркетери. Замислете, да речеме со Data Science се случи негде 2020 година. Ние почнавме од 2018 година првите програми за Data Science да ги нудиме за да почнеме реално првите групи да ги пополниме 2 години подоцна во 2020 година. А сега machine learning експерти, data science експерти, data аналитичари се бараат многу. Така да би требало да направиме оној малце похрабар влог, да почнеме малце повеќе да инвестираме во AI ние како луѓе сега. А каде ја гледаш најголемата придобивка на користење? Дали е тоа вишок од време што останува? Да речеме на ниво на организација, ќе ти кажам ние како го гледаме. На ниво на организација, првата работа е како можеме ние AI да го искористиме алатките за вештачка интелигенција кои постојат, или да создадеме алатки за вештачка интелигенција кои може да ни помогнат во автоматизирање на одредени процеси или за зголемување на ефектот за зголемување на ефикасноста, на ефективноста на луѓето во организацијата. Значи тоа е прв дел. Меѓутоа втор многу значаен дел е да видиме што можеме ние како организација сега поново да создадеме, кои сервиси до сега не сме можеле да ги направиме заради тоа што немало вештачка интелигенција. Така, значи замисли сега вие ова што го правите со подкастот. Веќе има толку добри алатки. Ова е сега исто. Да, толку добри алатки кои можете сега да ги искористите за да понудите нов сервис, за да понудите нови услуги кои претходно не сте можеле воопшто да ги правите. Затоа вториот дел што го кажуваме на делот на иновација, на disruption, на innovation, каде што не сме можеле до сега да направиме како бизнес и што треба сега да направиме. Тоа се за компанија, меѓутоа за образовна институција има уште една трета компонента, а трета компонента е многу важна за нас, е да бидеме сигурни дека ќе направиме све што е во наша моќ да сите програми кои ги имаме да ги прилагодиме на новите потреби, односно многу поблиско од било кога да работиме со индустријата, за да ги слушаме кои се потребите сега што ги има, да ги видиме кои се потребите што ќе бидат во иднина, за можеме тие да ги претвориме во форма на програми, да обучиме следната армија на луѓе кои ќе бидат со AI вештини кои ќе бидат многу потребни на пазарот на труд во наредните години. Так. А дали мислиш дека искрено малце завршуваме за 5 минути? Не, супер. Бидејќи веќе сме и при крај, знам дека брзаш. Секако ќе мора втор дел да има, бидејќи не отворивме 50% темите, ќе мора да има втор дел. Супер сме среќа. Ме интересира дали мислиш дека малце има простор како да се изразам, па и онака да се отупи од тоа. Еве конкретен пример. Овој подкаст на пример сега AI Антонио кога ќе стави ќе препознае на пример дека јас зборам и јас сум сега на кадар. Моментот ти кога ќе збориш, она ќе препознае, ќе го измонтира за 1 секунда. Понатаму јас ќе оставам транскриптот од нашиот разговор преку ќе го транскрибирам преку вештачка интелигенција и он ќе извади преку промптови, нели тие еден од модерните функции идни работи као промпт дизајнер, со неколку промптови оно ќе извади контекстот на овој разговор, што јас можеби и подобро од мене. Но јас нема да треба да уклучам у суштина мозок. Од контекстот на овој разговор, он ќе може да напише супер најава за тебе. Кој е Петар, што зборевме ние сега. Нели јас би требало да го изгледам целиот, сам тоа би одземал 20 сати може таа работа само да најдам контекст. И сега дали мислиш дека тоа ќе го направи? Ајде графиката ја правиме се уште без AI за малце да има human touch. Мислиш дека може тој процес некако и премногу да те отопи или тоа е веќе лична карактеристика која се тоа време што сум го заштедил, него инвестирам после. Што правиш, таа ми знае. Значи што правиш ти со времето што ќе го заштедиш, така? Значи тоа е прашањето. Ако оваа година 50% од работите што сум ги работел до минатата година веќе не ги работам. Меѓутоа ми се ослободува време за да можам да размислувам на стратегија, за да можам да работам со тимот, за да можам да размислувам покреативно за нови можности, за нови бизниси, за нови иницијативи, така
Така да би било, навистина би било добро оние работи што ги правиме пешки што може да бидат заменети со вештачка интелигенција, најбрзо што може да ги замениме за да не се ослободи време за да правиме повеќе активности кои додаваат вредност за клиентите, додаваат вредност за вработените и така натаму. Ние ги делиме многу едноставно. Ние ги делиме, имаме 3 типа на активности во организацијата: value added, non-value added и value enabling. Значи, активности кои додаваат вредност, активности кои не додаваат вредност и активности кои се као нужно зло, така некои што мора да ги правиме, да речеме некои што се поврзани со закони и така натаму. Така тие работи не додаваат вредност на клиентите, меѓутоа не можеме да не ги правиме, така тие ги правиме. Сега викаме да видиме како можеме да искористиме вештачка интелигенција за да можеме што поголем процент од овие non-value added активности, оние value enabling, значи оние активности што не додаваат вредност и оние активности кои се нужно зло да пробаме да ги автоматизираме за да може да ни се ослободи повеќе време да се фокусираме на, да речеме во нашиот случај, на работа со студентите. Вчера имав состанок со тим лидерката на Student Success тимот кој се грижи за задоволството и искуството на студентите. Направивме ги попишавме работите кои они ги работат активно и најдовме неколку работи кои можеме да ги замениме со вештачка интелигенција за да можат они повеќе попроактивно да се фокусираат на работа со луѓето, на работа на one-on-one со студентите. Замислете да им се слободи време да може повише да се фокусираат на студентите наместо да се фокусираат на некои повторувачки активности кои лесно може да се заменат сега со вештачка интелигенција. Од друга страна, значи тоа викаме за активностите кои до сега сме ги правеле. А замислете колку работи ќе се појават нови кои до сега не сме можеле да ги правиме. Значи тоа е нова вредност. Не постоеле до сега. Така, тоа е нова вредност која ќе се појави. Ако ме поканиш уште еднаш на подкаст ќе разговараме и за оној нов бизнис кој ќе го лансираме за неколку недели од сега, кој е 100% на вештачка интелигенција. Замислете, има неколку работи од бизнисот кои ние не можевме до сега да ги направиме бидејќи немавме вештачка интелигенција. Меѓутоа ќе збориме за тоа. Вака дури збориме ми дое, си викам леле колку стварно работи може. Прашањето прескам беше надоврзано бидејќи од почетокот некако набранот бев обседнат како може да се оптимизира во овој продукт ние што го имаме, бидејќи ова многу зборевме пред снима, многу е time consuming, ти го правеше истиот концепт. Знаеш колку е? Да, секоја чест 40 епизода, 40 епизода, знаеш колку успеав да снимам 3 епизоди и се откажав од подкаст, така да мене беше многу time consuming и може многу да се оптимизира. Сега дури ми доаѓа идеја, ти можеш дури сега да направиш платформа кај што би искусил што сакаш да слушаме од Next Gen, што се зборело на некоја тема, па да ти најде што збориш услуга што ја немал. Сега онака ми да е луда идеја. Знаеш тоа е луда идеја. Тоа е веќе остварливо. Дека е веќе реализирано. Знаеш дека имавме еден многу интересно. Имавме еден хакатон, го работевме за собрание. Идејата, не знам точно што беше концептот, меѓутоа нашите студенти од факултетот победија на тој хакатон и крајниот производ е транскрипт од седниците, да можеш да со срч да побараш баш делови од реченици, да можеш видеото внатре значи да може вештачката интелигенција да го разбере контекстот на разговорот и со срч кој да речеме ти не го бараш баш по зборови, него го бараш по мининг, по контекст, го бараш по контекст. И ти да можеш да направиш контекстуално. Дури и ова не е нешто незамисливо, замисли тек што е незамисливо, пошто е веќе многу применливо. Баш и на TimeMK со Игор Трајковски зборев на тема дека и он со некој AI вадење од некои уставни измени и слично правење после подкастот, значи веќе многу од овие работи не се толку Да, апсолутно. Недостижни дури глуп збор веќе, него се многу практични. Апсолутно, и за тоа е значи треба да испратиме јасна порака до луѓето дека треба да почнат активно да учат во делот на вештачка интелигенција, затоа што тоа е тоа што ќе се бара во наредните години. Ако досега во претходните 10 години не беше малце, ние како образовна институција не беше малце полесна работата, бидејќи 90% или може некој случај 100% од времето требаше да го фокусираме на технички вештини. Сега веќе не е така. Се отвараат уште освен техничките вештини, уште 2 компоненти, AI вештини,
кои мора луѓето да ги знаат независно од професијата. Шири ростер. Дали работиш маркетинг, дизајн или програмирање или што и да е. Мораш да знаеш вештачка интелигенција и многу се значајни сега и меките вештини или ние ги викаме тие employability skills, каде што освен нели комуникацијски вештини доаѓаат и problem solving skills и negotiation skills и така натаму. Тие стануваат се повеќе поважни бидејќи сега големата разлика големата разлика се или ќе вработуваме луѓе кои се технички вештини, знаат и AI вештини и имаат и меки вештини, јавен настап и слични работи ќе бидат многу повеќе на целата област на предавањето. Прескаше да го спомнав, беше како тема отворена за персонал брендинг. Некоја експанзија што се случува и што допрва ќе се случува и баш моја некоја теза беше која представи таму на студентите, дека всушност тие некои работи, тој личен брендинг ќе биде нешто што може многу да те истакне веќе во оваа вештина, која сите овие работи ќе може многу да бидат блиску, ќе биде нешто нели автентично, бидејќи за тоа нели се уште нема AI, мада и за тоа има, може и некој AI да биде подобро од тебе и во тоа. Знаеш една лекција од татко ми, единствено нешто на кое мора постојано да внимаваш се репутацијата и образот. Образот, бидејќи после многу години, после 10 години работење, ако внимаваш на репутацијата, ако етички постојано етички работиш, ако излегуваш и влегуваш во партнерства со мајндсет на win-win, 10 години подоцна знаеш што се случува, значи отвараш правиш бизнис и правиш бизнис playing the game of capitalism on easy mode. На easy mode тие, значи идеме да направиме партнерство, веќе ги знаеме луѓето, мене ми е многу полесно да договорам партнерство со компанија отколку на некој нов сега што почнува, бидејќи буквално замисли. Тоа исто и со бренд. Добар бренд е играње на гейм на игра на капитализам на easy mode, така да полесно стан, све станува полесно. Меѓутоа мораш да внимаваш на тој делот на репутацијата, претпоставувам и личен ова ти што го кажеш, дека имидж, личен брендинг. Тоа е така малцен фенси кажано. Тоа е всушност кој си ти. Кои би кажале нели луѓето што те знаат дека си и слично и пошироката маса како се представаш, кои вредности ги даваш на својата личност. Петар, во овој момент мислам дека ова беше супер за објава, спомнавме некои темелни вредности, спомнавме што се случува во светот, на каде оди твојата некоја приказ, не офативме многу малце, може многу подлабоко да влеземе, обавезно ќе снимаме втори дел. Сакам искрено ти се заблагодарам, снимаме и отворивме оваа емисија, овој подкаст, доста незгодно, искрено се осеќав нелагодно поради целата ситуација. Беше тешко да се најде соговорник за да го разбиеме мразот после оваа некоја пауза. Фала ти многу што беше тој соговорник и што денес снимавме на епизода која сум убеден дека ќе им даде вредност на тие што ќе ја гледат. Фала ти уште еднаш. Фала ти, Георги. И да кажеш нешто ако имаш. Фала ти, Георги, што се случи на поканата. Обично не сум, ретко сум на подкасти, не се чувствувам комотно. Сега кажа public speaking, таа ми е средината која се уште одбивам да Мислам дека беше супер. Да, права, меѓутоа пријатно ми беше, така да фала ти. Сакам во оваа прилика да се заблагодарам на секој еден од вас кој остана со нас овие речиси 70 минути. Ова беше 40-та јубилејна епизода на NextGen подкаст. Продолжуваме понатаму, снимаме секоја недела. Правевме пауза, нормално, од оправдани причини, застана целата држава овие 2 недели. Да се сочувствуваме со тагата и со полката на луѓето. Од тој момент натаму продолжуваме, содржината не ја менуваме, остануваме исти. Би сакал да ве повикам сите оние 80% кои се гледате лево, кои не сте претплатени на нашиот канал, да го направите тоа, бидејќи искрено ќе значи за нас, ќе ни даде некоја смелост и некоја волја за да продолжиме на овој пат. Следно е роуд до 50 епизоди и слично. Фала ви уште еднаш, што е тоа за овој епизод. До следно гледање, пријатно.